Серијалот Убавици и ѕверови, каде нашите топ модели со своите вид и стави се обидуваат да ги покорат автомобилските зверки со супериорни перформанси, постигна голем успех. Од тоа јато на прекрасни лебеди да видиме која е одлуката на нашата редакција за Мис Високи Октани 2011. Волшебна бајка што ги плени сетилата. Така накусо би се дефинирал атрактивниот серијал Убавици и ѕверови, што ги освои симпатиите на широката јавност. Спојот на младост, атрактивната убавина, сензуалната привлечност и женственост на домашните надежни топ модели со моќната експлозивност и благородна елеганција на престижните автомобили ја плени бројната публика на Високи Октани, највлијателното автомобилско шоу во земјата. Серијалот Убавици и ձверови досега невиден новија простори предизвика вистински бум кај широкиот аудиториум. Миксот на прекрасни и надежни манекенки и топ модели од домашните модни патеки со мокните елегантни автомобили со супериорни перформанси ја воодушеви публиката, како телевизиската, така и читателската. Долгоногите убавици со вито тело, жешки погледи и еротски шарм ја надополнува експлозивната појава на мокните високооктански ѕверки. Камерата на Високи Октани на уметнички начин го овековечи сензуалниот спој на сатенски белата кожа на топ моделите со блескавите оклопи на ձверките. И прекрасната сказна за убавицата и ձверот во својата современа варијанта ја освои македонската публика. Се нижа сесии што го зема здивот преку волшебниот заведувачки танц на експлозивните ձверки и нежните моми. Гледачите од сесија во сесија, приковани во своите фотели, уживаа во витите тела на манекенките и мокната благородност што зрачеше од господарите на асфалтот. Исконската привлечност на убавиците и мокта на елегантните ձверки не оставаа без див. Сцените приредени од Елена Смилевска и Volkswagen Touareg, Весна Вранишковска и Volkswagen Широко, Слагена Цветковска и Audi A7 Sportback, Ивана Кировска и Peugeot RCZ не фасцинираа. Не помалку волшебни беа прегратките меѓу Надица Крстевска и Audi A1, Александра Накова и Volkswagen Passat и Мила Ромевска и Шкода Суперб. Не заведе сексапилот на Јованка Георгиев и Peugeot 508, како и Лилјана Илиевска и Peugeot 3008. Меѓусебното заведување и покорување продолжува и наредната сезона, во која ги ветуваме нови средби помеѓу убавиците и ձверовите, што само за вас ги долови нашата камера. Како што ветивме на крајот на годината, ќе ја прогласиме Мис на Високи Октани. Според нашата редакција за 2011-та, титулата ја доделивме на Лијана Илиевска. Секако дека ќе постои избор според гледачите на Високи Октани, а тоа ќе биде возможено на нашиот веб портал, гласање кое ќе го најавиме во некоја од наредните емисии. Иако само 3 години е на модните патеки пред фотоапаратите на популарните магазини, Лили веќе е носителка на титулата Мис Adriatic Europe 2010 и на Мис Motors International 2010. Незината пресметка со ձверката со благородна сина крв Peugeot 3008 представуваше вистинска ерупција на младоста и еротичноста. Да видиме накратко што изјавија некои од луѓето што беа дел од тимот на фотосесиите на убавиците и ձверовите. Следуваат Владо Георгиев, Билјана Каран, а што ни изјави и самата Лили. Воопшто не ме изненади победата на Лили како Мис Високи Октани. Мислам дека навистина блескаше во креациите кои што ги изработив токму за оваа пригода. Исто така мора да признаам дека навистина одлично поминавме на снимањето. Бевме еден интересен тим кој што од кој што мислам дека секој имаше свој удел за да нели се изгледа баш како што изгледаше.
Што се однесува до Лили, навистина сметам дека е една од нашите најдобри модели. И покрај оваа соработка која што имавме за Peugeot, исто така соработуваме и на страна од тоа. Значи, неодамна таа беше модел на една моја мини ревија. И секако, само најдобро, значи, единствено што може да кажам за Лили е дека е одлична во тоа што го прави и изгледа феноменално, има талент, знае како да ги носи моделите, знае како да заспане пред камерата и верувам дека пред неја предстојат бројни успехи. Да, ја очекував, поради тоа што и бев победничка на Miss Motors International 2010 година во Италија, во Рим. На снимањето супер поминавме, организирано, професионално, дружба. Би сакала пак да снимаме за Високиот Кани, се надевам. Дали очекував Лили да победи? Јас очекувам Сиди да победи. Што се однесува до мене, бидејќи не сум жири и не сум тој што одлучува која треба да победи, бидејќи јас сум во улога на извршен орган. Значи, треба да бидат нашминкани како што треба, да бидат фотографирани, да се грижам за сесијата да заврши како што треба и да бидат фотографиите по сите стандарди. Сега, тој што ќе одлучи да победи и која ќе победи е веќе работа на жири. Како и да е, Лили заслужува победа, едно убаво прво место и со здраве да се вози колата. За крај следува видеото на Мис на Високи Октани за 2011 година Лилјана Илиевска. Уживајте! It's like whatever I do, just can't get through to you. I'm never gonna tell you nothing wrong. Listen. Now she like me, shawty, I love her. Used to jump up in the Maybach and roll out. Елегантната и динамична појава на Peugeot 3008, гордиот француски лав, ја пречека на свој терен заводливата убавица Лилјана Илиевска. Младата девојка, која има само 19 години, може да се каже веќе ја освои македонската, но и светската модна сцена. Иако само 3 години е на модните патеки, Лили има вредни успеси на манекинските патеки. Како врвен модел има настапувано на бројни ревии. Лани на изборот на Miss Motors International во Рим, Лилија освои светската титула, исто така и титулата Miss Adriatic за 2010. Овој пат за гардеробата на Лилјана се погрежи младата и успешна дизајнерка Билјана Каран, која за целиот сет што следува издвои 3 прекрасни фустани, уникатни и софистицирани парчиња кои допринесоа кон креирањето на магичноста на фотографскиот сет. Атрактивната прилепчанка ненаметливо се приближуваше кон кралот на асфалтните патеки. Незината бујна црна коса како свила ја прекриваше нежната бела кожа. Езотеричниот микс на сензуалните движења, витата става и долгите нозе будеа нежни чувства кај моќната ѕверка. Несетно младиот топ модел влета во прегратките на ѕверот со супериорни перформанси. Микс се испреплеткаа чувствата потикнати од нежните допири и еротични извивања на прекрасното тело на Илиевска во топлата преградка на Peugeot 3008. И наместо плен, атрактивната манекенка стана кралица на срцето на стамениот господар на асфалтната џунгла.
Незините сензуални допири и нежни милувања ја разгореа октанската крв и го стопија ледот во срцето на зверката. По темно црвениот лимен оклоп почнаа како клима да растат чувствителни емоции. Count on my love. Ooh, I'm down. I'm no sorry, just wouldn't do it. My heart is a bit rated. I'm trying to travel. Под блесокот на многобројните рефлектори се одвиваше исконската пресметка на моќта и убавината, на силата и нежноста. Приказ на штокамирата на високи октани најавтентично ви ја доволува. Гледајте и уживајте. She's got turns gray, walk in the rain, watch this progress away. It's like moving a mountain. I'm trying to move this mountain. Oh, baby, why you just leave me, please? Just leave me, please. Just leave me, please. Just leave me, please. Oh, you just leave me, please. Just leave me, please. Just leave me, just leave me, oh. Baby, baby.